Секој четврток на Радио Слободна Македонија. Радио Бурек со Јанко Илковски. Од 17 до 18 часот. Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание Радио Бурек на Радио Слободна Македонија. Јас сум Јанко Илковски, вашиот домаќин и измеќар во наредниве 60 минути на оваа фреквенција. Како и секоја недела ќе ги оставаме во забуна нашите познати и ширум признати цензори да се думаат и мислат каков карактер е оваа емисија. Оваа емисија е карактерно некарактерна со многу карактер. Па нека они се потат за формата и суштината нејзина. Благодарам. Нивните комплименти и замерки и дописи за мене се најголемиот комплимент, најголемата пофалба. Ако некогаш сум сонувал да добиам некакво признание, тоа е тоа. Затоа благодарам многу за сите изречени критики, подвлечени со многу латинизми и со многу форми кои би требало да значат некаква ученост, професионалност и научност во пристапот, што предизвикува општа свеа кај било кој малце интелектуално и образовно подкован. Но, нема да трае тоа уште долго, а за нивните дела ќе има време кога и ќе си даваат и отчет сите оние думачи кои ќе работат како работеле, зошто работеле, како што работеле и што сакале да постигнат. Најдобро ќе биде од се она што во ароганцијата нивна и како што која ќе поминат како што поминаа гласачите на Хилари Клинтон во Соединетите држави. Нека ви е честито Трамп за многу години, иако не очекувате некоја радикална промена на политиката на Соединетите држави генерално во светот или кон нас. Единствено што ние се радуваме и можеме да најдеме е што републиканците имаат малку поинаков пристап кон Македонија и решавањето на македонското прашање и пристап кон македонската држава. Но не заборавајте дека Буш колку и да не поддржуваше на самитот во Букурешт бараше од Грција да ја дозволи на Македонија да влезе во НАТО. Од нас бараше промена на името, ние бевме спремни за Вардарска и Северна Македонија, што грците не го прифатија, ние бевме подготвени за промена на името, што значи дека и натаму ќе остане притисокот за промена на името, можеби не така вулгарен како до сега. Втора работа ќе биде дека најверојатно парите до Сорос ќе се пресечат, но и USAID нема да фрла толку бари за шарени револуции и слично, но немојте да си имате ниту еден момент двојба дали Трамп ќе му се спротистави на Сорос. Иако Сорос отворено ја поддржуваше и финансиски Хилари Клинтон, факт е дека Хилари заради X други причини не успеа да добија, не заради парите. Нема тоа на Трамп да му предизвика таков антагонизам, па сега официјално и не знам јавно и институционално да му се спротистави на својот колега мултимилиардер со кого во 2009 заедно вечера, а потоа и заеднички си вложува во градби. Например, Џорџ Сорос вложуваше доста средства во изградбата на Тауер билдингот во Њујорк, овој нешто друго му и така натаму. Има некои текстови, можете да ги најдете на мојот Facebook профил, па ќе ви стане јасно за што се занимава. Еве вака малку лефтерно влегуваме, ја не знам кај ќе не води емисијава и онака летаргијата не фаќа сите, ги фаќа сите, така што како и да
terame, ne znam kaj ќе завршиме. Знам само она што помеѓу зборењето ќе биде. Жалам што овие цензорите насочени кои мора да се занимаваат со моето јадење бурек, да го стават дали е во рамките на моралното, етичкото, политичкото, или како што викаше Рамбо Амадеус, немој ништа политички да не би добио по леđa. Оваа недела ни доаѓа Жан-Мишел Жар на гости. Доаѓа во Македонија Жан-Мишел Жар, што е културен настан пар екселанс, што би рекол Чомовски, иако тоа може да го каже на македонски збор извонредно, прекрасно, возвишено. Користи вакви зборови затоа што, како Фрчковски, тоа е, например, ставаш една реченица во која им викаш ВМРО-вците се селјачана и потоа продолжуваш акордитивно допелганговски, доплеровски ефект на тангенционална конвергација на апликативната формација. Кој што реков, селјачишта. Знаеш, и така, вау! И сите онака фасцинирани, вау, човеков, види бе, и... Значи, кај нас уште поминува тоа, да, и треба да имаш, кога ги кажуваш латинизмите, треба да го имаш она, аля, млад човеку, ве молам. Суштината на такво нешто е, јас да ви објаснам дека конјукцијата на трансценденталната авергација, вие сте еден мрсул како таков, бивалентно не конвергира во апликативната форма, нели? Ме разбирате. Такви фейкери е преполна нашава земја, за жал, ете, формата поминува уште. Единствен од политичарите кои ја разби таа форма и кои општите народни маси го прифатија и го прифатија неговиот високо интелектуален дискус е Бранко Црвенковски. Бранко Црвенковски им рече: "Шо? Мене ич уво не ми чуе. Што е бе ти бе, па ти ке ми кажуеш на мене." Пазете, ова се јавно изговорени реченици кои ги цитирам на медиуми, така што ова помине. Значи, од една страна латинизми кои никој не ги разбира, дури оние што ги разбираат, апсолутно не можат да ги објаснат во каква форма се спакувани, што у суштина треба да се каже, како извештајот за мене кој ќе го објавам тука кај да е. Како од друга страна, овој мангуплук кој е крајно едно ниво кое е популистички. Тоа популистичко ниво, јас често го практикувам, особено со другарите умало, кога играме фудбал и серва. Да, скоро истиот начин на изразување. Но, млад човеку, јас сега за Жан-Мишел Жар би сакал да се вратам, бидејќи нашиот носач на звук на дигиталната форма, ставена апликативно на пластика и алуминиумска фолија во облик на единици и нули, која се конвергира во дигиталниот аналогно-дигиталниот конвертер и дигитално-аналогниот конвертер. Да, овде се латинизми, ама значат нешто, навистина, да. Ја препорачувам да не го користите оптичкиот излез, туку да го користите коаксијалниот излез, затоа што overall picture на саундот е многу widespread, одошто кога користите optical cable за вашиот амплифаер, така што details на саундот е многу по-рафиниран одошто во обичаените форми. Секако тука има една дебата и расправа. Колку сум паметен, една расправа дали аналогниот звук тука е многу подобар и така. Во 1976 година, човече. 1976 година. Како да беше вчера.
Го купив од продавницата Југотон, винилното издание на Оксижен, со оној череп кој се појавуваше од пилингот на планетата Земја. Оксижен. Оксижен, кислород кој живот ни дава, но и кој е главен за деструкција на органската материја. Вечерова ќе му посветам 2 часа во мојата ТВ емисија и ќе биде навистина доста интересна. За да не ви ги пуштам познатите теми, сакам околу 7 минути да си ги освежам собствените, а се надевам и на оние преживеани некои кои слушале музика, кои знаат музика, со првиот дел, Oxygen Part 1, нека почне да иде одоздола место фонот, доста е долг воведот. Ова е работа која ќе ги слушнам првите тонови, едноставно ме враќа во време и простор, како што кога ќе ги слушнам и првите тонови на Флојдовата Wish You Were Here, теми кои само неколку секунди од стрингот може да се чујат и препознаат во било кој миг од денот. Oxygen Part 1, Жан-Мишел Жар. Секој четврток на Радио Слободна Македонија. Радио Бурек со Јанко Илковски. Од 17 до 18 часот. Океј, драги мои пријатели и пријателки, оно што го окупира вниманието на пучанството деновиве е шокот, не толку изборот на Трамп, колку шокот на овие другиве арогантниве кои беа. Од другава страна, демократите, либералите, заштитниците на геј правата, луѓето кои се бореа против се она што со векови на луѓето им било добро, свето, природно. Овие во својата умисленост и ароганција во двата мандата на Обама, убедени дека се моćни заради огромната поддршка од луѓе како Сорос и моćните лобија, почнаа да ја преименуваат Америка во нешто сосема друго. Имено за да го зајакнат собственото гласачко тело, свесни дека ќе изгубат, ги отвараа границите за сите можни кои сакаат да дојдат во Америка. Значи, Америка не е ништо поинаква во изминатите години, во времето на владењето на Обама, одо што Европа деновиве што и се случува со бегалците. Да, Америка е и еден од иницијаторите на оваа бегалска криза после арапската демократска пролет, која, нели, откако им ја утера демократијата, луѓето почнаа да бегаат газ преку глава, преку граница, да стигнат негдека каде е малце потрадиционално. Америка со отворени граници го собра, наместо да ги собере вредните луѓе, бидејќи Америка е изградена од емигранти кои бара работа, кои бара леп, кои сакаат да градат и да прават. Успеа да го собере шлајмот на овој свет, каде што еден белец мора да работи барем за тројца хиспаноси или било кој друг од другиот дел на планетава, кои не работат, кои примаат само социјална помош, кои работат во сивата економија и со ништо не придонесуваат за државата. Но затоа, на било кој начин ќе им се овозможи на истите нив да имаат право за глас и тие ќе гласаат секогаш за оние што ги пуштија низ граница да си продолжат со своите криминални или нелегални дејности. Она што ги шокираше во целава приказна е што голем дел, токму од овие кои демократите се надеваат дека ќе гласаат за нив, не гласа. Зошто не гласаа многу хиспаноси, црнци и слични емигранти скоро дојдени во Америка, во легален престој, не гласаа за Клинтон, туку за Трамп. Знаете, кога сте дојдени од некоја вукофакина, дојдени да заработите нешто, да се прехраните, да преживеете, и кога со многу мака и труд
ќе успеете да го легализирате својот престој, да плаќате данок, да одите редовно на работа, да плаќате данок, да ги вршите сите граѓански должности како достоен член на заедницата, на општеството и на државата, и кога одеднаш гледате дека ви доаѓаат некои ваши роднини криминалци од кој знае каде, од кои сте и побегнале, кои наместо како вас да работат и се легализираат, почнуваат со криминални дејности, со дилање, со сива економија, тоа почнува да ви смета. Но си викате, окей, секој нека се снајде. Но кога веќе почнува лично да ве загрозува, веќе човек не гледа дали е црнец, белец, жолт, ваков или таков, шарен, што ти ја знам. Си ја гледа дека му ја загрозувате личната екзистенција и екзистенцијата на неговото семејство. Ете затоа беше големото изненадување, тие молчаливи, бидејќи сите мислеа дека да, белците ќе го изберат. Не го избраа само белци. Трамп го избраа и црнци, го избраа и хиспаноси, го избраа индици, го избраа африканци, и сите оние кои се сјатени, дојдени мексиканци, Централна Америка, Јужна Америка, кои легално, вредно работат. А Трамп им се обрати нив. Им рече, знаете, нема му извојтоперија дека он ќе ги затварал границите и така натаму. Он рече една работа. Од арапите нема да влезе никој кој е терорист или осомнечен како терорист во Америка. Што во сегашната се уште администрација апсолутно нема никаков проблем да си влезете. Ако им се обрати нив, им рече, нема да влезе ниеден мексиканец, ниеден араб кој е осомничен, но секој оној што ќе си го легализира својот престој, си има процедура и се знае како иде таа процедура. Воопшто не е лесно добивање на таа зелена карта. Тоа значи познавање на јазикот, законите, историјата на Соединетите Американски држави, во меѓувреме да не сте осудувани, да заработувате, да придонесувате не само за себе, туку и за заедницата, за да станете distinguished member of the society и така да си го заработите после низа тестови. Како што секој чесен имигрант си го направил тоа. Он сака да ги изедначи. Нема доаѓање и паразити да бидете да цицате социјална помош. Сите ќе се трудите да работите. Трамп не сака да дава социјална помош. Тоа не значи дека нема да има. Напротив, сака да ги мотивира луѓето да работат. Затоа што слоганот Make America Great Again токму тоа значи да се престане што помалку социјална помош, што помалку на државна цицка, што повеќе луѓето да работат, што повеќе предприемачи. Луѓе мои, тоа ја направи Америка голема. Луѓето кои слободно работеа, кои не беа во државните институции, затоа што сите големи луѓе и американци што ги познавате не се луѓе кои излегле од институциите, напротив, тоа се солисти. Тоа се луѓе кои сами граделе компании, корпорации, фабрики, иноватори. Тоа е тоа. Нема друго, нема трето, само така. И затоа што тоа почна да го губи Америка, ова и се случи. Но има уште неколку анализи. На претходните избори Обама освоил 65 милиони 915 гласови, а Ромни освои 60 милиони 933 милиони. 60 милиони 933 илјади. На последниве избори сега Хилари освои 59 милиони 814, а Трамп само 59 милиони 611 илјади гласови. Што е за добри 200 илјади гласови помалку од Хилари Клинтон. Значи прво, Хилари всушност има освоено повеќе гласови од Трамп, но гласовите на Трамп се подобро распоредени. Не и вреди многу што има повеќе милионска предност во гласови во Њујорк или Калифорнија, кога бројот на електори што се избираат во овие држави е ограничен и се едно е дали ќе имаш предност од еден глас или од милион гласови.
секако добиваш ист број електори. Многу поважно е да имаш 2000 гласови предност во некоја тесна држава, со што ги добиваш сите електори, отколку да го убиеш противникот со голема разлика во држава што и вака така би ја добил. Трамп, например, ги доби сите 16 електори од Мичиген, со само 16.000 гласа разлика пред Клинтон. А ако седнам да сурфам, сигурно ќе најдам и потесна разлика во некој од помалите држави. Друга важна поента. Трамп изгуби 1,3 милиони гласови во однос на Ромни. Значи, не е баш дека успеал да мобилизира огромни маси на незадоволно граѓанство, кој е друг, поконвенционален и помалку агресивен републикански кандидат, не би можел да ги натера да гласаат. Но затоа пак Хилари има изгубено фрапантни 6 милиони гласови во однос на Обама во 2012. Значи, Обама 65 милиона 915 илјади, Хилари 59 милиона 814 илјади. 65 милиона напрема 59 милиони. 6 милиони гласови помалку. Ете каква беше политиката на Обама, но и каков кандидат беше Хилари. Значи, тука е и поентата на овие избори. Глупа беше кандидатката, згора на тоа беше досадна, напорна, корумпирана, извештачена, одвратна, корумпирана. Сето тоа не помина во јавноста. Ете, така да револуцијата и не е толку голема и значајна. Трамп лесно ќе беше победен од било кој по-нормален. Само ако земете говорот на Хилари после резултатите од како му се јавила на Трамп и му честитал од како Трамп е избран. Минута 2 успева да ги задржи гестикулациите и гримасите на лицето. А потоа, ако можете, зумирајте се само и исклучете го тонот и гледајте ја во очи. Морници ме лазат. Одиме со музика. Секој четврток на Радио Слободна Македонија. Радио Бурек со Јанко Илковски. Од 17 до 18 часот. Ово што претходно го слушнавте, драги мои пријатели и пријателки, е воведната тема од албумот Електроника на Жан-Мишел Жар. Едно обемно, спектакуларно, историско, библиографско дело на Жан-Мишел Жар, кое мислам дека ќе обележи цела оваа декада, ќе биде и клучно за неговата кариера. Се работи за двоен проект кој го издаде во разлика од пар години, 2 CD-а кои ако ги имате во оригинал се спојуваат како еден двоен албум на кој на секоја тема има по една колаборација со еден од значајните личности во музиката и поентата е да се прикаже како електронската музика влијаела врз разните форми на музика кои низ годините, децениите ги слушавме и во иднина ги слушаме. Значи, од раните Tangerine Dream па до денешни хитмейкери, млади пејачки за тинеџерски теми, Жан-Мишел Жар навистина доаѓа овдека со 6 шлепери опрема, што не е ни чудно. Секако тоа е разглас, тука е специјалните ефекти ќе бидат, како и неговите аналогни инструменти кои ги чува како суво злато. Океј, Жан-Мишел Жар не очекува, знаеме тоа, и едно финално за како Трамп им одржа лекција на сите на планетава со неговата победа. Еве како Тања Каракамишева тоа го анализира. Председателските избори во САД, иако официјално незавршени, може да се сметаат за завршени, како во организацијско-техничка, така и во политичка смисла. За личностите, карактерите, доминантните црти на председателските кандидати нема да пишува. Тоа не е цел на овој текст.
Целта е да се лоцира главната поента која целиот политички свет треба да ја излече како поука од овие избори, а таа е дека државите и нивните граѓани бараат од политичарите конечно свртување кон себе, конечно свртување кон вистинските прашања, проблеми и потреби кои го тиштат обичниот човек. Бараат голема победа на обичниот човек. Бараат политика и политичари што ќе допрат до обичните, но екзистенцијално важни прашања во модерното време. Победата на Трамп е всушност победа на тој обичен човек кој децении наназад молеше за трошка и политичко внимание. Молбите стигнаа на политичката сцена и победија. Ова е голема победа на традицијата на националните држави и на граѓанскиот суверенитет. По толку многу демократски газења, демократски омаловожувања, искривување и превртувања од вистинската суштина на беззначајни периферности, обичниот човек доби свој политички 5 минути. Тие 5 минути набрзо ќе ги добиеме сите ние обични граѓани, желни за политичари што ни се посветени нам, а што се грижат за нас. Магијата на светската глобализација, на светскиот конституционализам, на светските институции во кои наводно царува демократијата и демократскиот шарм кој никој никогаш го нема видено и ставено на софра, полека, но сигурно заоѓа. Магијата на убавите приспивни зборови на демократските елитисти ја губи моќта и опиумот над неспособноста и политичката неедуцирана раја. Со Трамп се чини заврши последната опојна фаза на наводната демократска игра за доброто на сите, а видлива и корисна само за демократските елитисти и нивните послушници. Со Трамп веројатно ќе започне ера на ново политичко делување во која грижата и интересите за сопствената држава и сопствените граѓани ќе биде пред се и над се. Полека, но сигурно, работите во политичкиот свет ќе се менуваат во корист на нациите, во полза на националните држави, во полза на обичните граѓани. Свртувањето на политичарите кон потребите на обичните луѓе, на обичниот човек е нешто за кое светот одамна сомнуваше. Обичните луѓе ставени на маргините бараа малку почитувано внимание од силните политички фаци набиени со демократија да бидат слушнати нивните потреби. Молеа сите луѓе во светот политичарите конечно да се завртат во своите дворови и да почнат да работат конкретни работи за своите граѓани. Демократиите на демократите го изгуби тлото. Се изгуби себе си во собствените лавиринти на негрижа, на немање одговорност за донесените одлуки, на нехуманост, на нечовечност. Американската демократија се изгуби во кујната на Клинтонови, од каде ечи фрапантна неодговорност лична и политичка, од каде одела неодговорноста на Хилари за функцијата на која била поставена се виде од протечените информации дека низината куќна помошничка Марина Сантош ја имала на директен увид целата пошта и сите информации што Хилари директно ги добивала од председателот на Соединетите држави, од ЦИА и од другите безбедносни тела и служби. Што натаму да зборуваме? Може ли да се посочи на поголем срам приреден од висок функционер во американската администрација на сопствените граѓани? Националната безбедност и сигурност на САД, па и на светот ставена на тацната на куќната помошничка на Хилари. Мизерија, срам. Ова не е измислена афера од турските серии. Ова е дел од големата вистина на така наречената демократска логика на водење и раководење со светот. Оваа невидена леснотија на водење политика треба да ја чини Хилари многу повеќе од губење на председателските избори. Овој пример покажува докаде може да оди политичката неодговорност и личната негрижа кон врските доверени од нацијата. Оваа неодговорност е дел од оној поголем мозаик на шокантната негрижа кон обичните луѓе кон човекот. Неодговорност за неколкуте стотина илјади загинати невини жртви, главно цивили, жени, деца во Африка на Блискиот Исток. Неодговорност за ниту еден загинат цивил и војник. Докаде ли уште се подготвени да одат демократскиве политичари? Трамп има многу тешка задача.
Треба да го затвори ова црно и грдо политичко поглавје на Соединетите држави со конечно повикување на лична, политичка и кривична одговорност за преземените чекори на сите инволвирани американски политичари во светските масакри и војни. Затварањето на тоа поглавје ќе го отвори патот на ново поглавје поврзано со вистинскиот национален развој и изградба на американската држава на секој план. Внесување нови инвестиции и свежи пари во американската економија, категории подзаборавени од претходните генерации политичари. Трамп вети нов Трампов план за целосна обнова и ревитализирање на американската држава. Ревитализација. Ревитализација. Да. Демилитаризација на демилитаризираната зона, каде што војниците пијат деминерализирана вода. Тоа е добра вест на која светот вети грижа за секој еден американец, вети свртување на САД кон САД. Тоа е добра вест на која светот треба да гледа позитивно и конструктивно. Додека Соединетите држави не си ја заврши својата домашна задача да се врати на вистинскиот пат таму каде што татковците основачи сакаат да биде, Америка треба да заборави на позицијата светски полицаец што играше досега. Треба да заборави на демократската роља да изиграва тетка што дошла неповикано на гости, божем за шолја кафе, а всушност зема се со себе, цел мирес со се куќа. Новото американско време во политиката треба да донесе нови луѓе на клучните позиции во системот и во државата, на кои првенствено ќе им биде грижа за тоа дали и колку нивната држава просперира внатрешно. Дали и колку американските граѓани се задоволни од националните проекти и планови на своите политичари. Дали и колку Соединетите држави вистински се развива и доживува подем во секоја област, бидејќи на крајот на денот демократијата почнува и завршува се економијата. Колку е посилна економијата, толку е посилна демократијата. Обратното што го нудеше Хилари е застарена политичка бајка која веќе никој не ја купува, ниту во Соединетите држави, ниту во Република Македонија. Секој четврток на Радио Слободна Македонија. Радио Бурек со Јанко Илковски од 17 до 18 часот. Драги мои пријатели, пријателки, да бидам ја двојазичен, сепак со нашите елиени кои ни доаѓаат, нема смисла само да говориме на нашиот матичен јазик, ете, двојазичност применувам во Македонија, така да, драги наши виши битија од другата димензија, благодарам што ја слушавте оваа емисија. Благодарам што бевте со нас, како што сте секој четврток од 17 до 18 часот во Радио Бурек со Јанко Илковски. Радио Дифузно друштво, Радио Слободна Македонија, емисија Радио Бурек, 10 ноември 2016. Секој четврток на Радио Слободна Македонија. Радио Бурек со Јанко Илковски од 17 до 18 часот.